Почитувани, еве не во уште едно ново издание од домашна ТВ ординација и во оваа емисија ви имаме подготвено интересни содржини. Например, како изгледаат вашите бели дробови по испушени 60 цигари, неколку совети за контракциите, нешто повеќе за Паркинсонова болест и уште многу други. Како изгледаат белите дробови по само 60 цигари? Зошто сте им сладки на комарците? Совети за мерење на контракциите. Зошто антибактериските сапуни не се ефикасни? Знаете ли што ви мелат во меленото месо? Паркинсонова болест и третман. Откриена причината зошто милениците штитат од алергии. Како изгледаат белите дробови по само 60 цигари? Доколку се тешите мислејќи дека пушите малку цигари и дека тоа нема да ви наштети, следи видео со вознемирувачка содржина. Професорот Рајан направил видео со кое сакал на студентите да им докаже колку е опасно пушењето. Причината била неговата загриженост околу одлуката на повеќето негови студенти да започнат со пушење цигари. Видеото покажува два бели дроба од свиња, еден здрав и еден оштетен, и тоа по само 60 испушени цигари. Дроб кој вовлекувал чат од цигари е видливо оштетен и темен, додека душникот исто така е блокиран од токсини, пренесува Daily Mail.
Најновите истражувања покажале дека комарците намерно напаѓаат 2% од населението. Причини за ваквото однесување има многу, од метаболизам преку нивото на шеќерот во крвта до бременост и телесни активности. Зошто сте им сладки на комарците? Доктор Фил Келер од Универзитетот за ентомологија објаснува дека секој човек има специфичен и единствен метаболизам, како и хемиски состав на организмот, како што е отпечатокот од прстот. Некои формули при тоа повеќе ги привлекуваат комарците, а некои помалку, од специфичниот мирис на потта до количината на шеќер во нашиот организам. Со време, овие особини можат да се променат, па така и евентуалната привлечност за комарците, истакнува Келер. Кога станува збор за крвната група, најмногу ги привлекува нулта крвна група. Од друга страна, најмалку ги привлекуваат луѓето со крвната група А. Луѓето имено лачат супстанции кои комарците им овозможуваат да идентификуваат крвната група на нивната жртва, тврдат јапонските научници. Истражувањата покажале и дека пиењето пиво може да ги привлече овие мали крвопијци. Американската организација за надгледување на комарците објавила дека во периодот на полна месечина комарците се до 500 пати поактивни. Треба да се нагласи и дека без разлика на месечината најактивни се во зората и самракот. Научникот Барт Ноулс тврди дека комарците ги привлекува и мирисот на човечките стапала. Тоа значи дека кога се враќате од тренинг треба веднаш да одите во бањата. Жените во вториот и третиот месец од бременоста исто така се магнет за комарците. Совети за мерење на контракциите. Како што се ближи крајот на бременоста, сигурно првите знаци на породилните контракции ги очекувате со најголемо нетрпение и возбуда. Познавањето на техниката на мерење на контракциите е исклучително важно, особено што можеби лекарот ќе ве советува да појдете во болница кога ќе имате контракции, например, на 4-5 минути, а него тие бројки ќе му дадат и важни информации за прогресот на вашето породување. Наедноставно е за мерењето да имате стопер или дигитален часовник и некој што ќе го запишува времето. Ќе биде потребно да мерите колку често доаѓаат контракциите и колку долго траат контракциите. Кога ќе почувствувате дека почнува контракцијата, замолете го оној кој е со вас да го запише времето на почетокот на контракцијата. За тоа време вие дишете или шетајте. Кога ќе заврши контракцијата, известете го помошникот кој ви го мери времето и нека ја запише и таа информација. Така ќе знаете колку долго трае една контракција. Кога ќе почне следната контракција, повторете ги изминатите чекори без да ја запирате стоперицата. Мерењето нека продолжи за време на неколку контракции, а потоа помошникот кој ви го мери времето нека го пресмета траењето на контракциите и времето помеѓу две контракции. Имајте на ум дека времето нема секогаш да биде исто, но како што се наближува породувањето, така и контракциите ќе стануваат се поредовни. Следува еден пример како може да изгледа мерењето. Зошто антибактериските сапуни не се ефикасни? Можеби нивната популарност во секојдневниот живот расте, исто како и употребата во одржувањето на хигиена, но доктор Ролф Халден од Центарот за животна безбедност вели дека овие сапуни се корисни при употреба во болниците, каде луѓето знаат како да ги употребат, а се сосема некорисни во секојдневната употреба. За да се уништат бактериите, рацете треба да се мијат со антибактериски сапун од 20 до 30 секунди, но повеќето луѓе тоа го прават за 6 секунди. Како резултат на сето тоа, дејството на антибактериските сапуни е подеднакво исто како и кај обичните. Според Халден, микробите можат да се адаптираат на антибактериски состојки во сапуните, односно да станат отпорни на нив. Тој смета дека тоа може да ја зголеми нивната отпорност на антибиотици, што на докторите би им го отежнало лекувањето на инфекции. Халден предупредува дека постојат докази за тоа дека некои хемикалии во антибактериските сапуни можат да влијаат на нашето ниво на хормони во организмот. Токму затоа во САД се преземаат нови мерки за безбедност, при што произведувачот треба да докаже дека сапуните истовремено се ефективни и безбедни за употреба, пренесува Daily Mail.
Пред да гризнете од сендвичот на редниот пат, треба да се запрашате што има во него. Имено меленото месо содржи прилично дискутабилни состојки кои се непознати на јавноста поради недостигот на регулативи врзани со декларацијата на производите. Знаете ли што ви мелат во меленото месо? Во Америка станува збор за така наречен розов слуз, кој ги представува најнеквалитетните делови од јунешкото месо. Кај слузот со техничка обработка се уништуваат маснотиите, а потоа се третира со амонијак за во конечниот производ да нема бактерии и други микроорганизми. Овој додаток во меленото месо служи за да се намали процентот на маснотиите во конечниот производ, но и за да се направи помека текстура на меленото месо. Покрај тоа, таквата преработка има и подолг рок на траење. Многу е тешко да се види разликата меѓу чистото и розовиот слуз месото, освен тоа што второто во термичка обработка ослободува помалку сокови и потребно му е поголемо количество сол за оптимален вкус. За ситуацијата во потрошувачите да биде полоша, американските произведувачи немаат обврска како посебна состојка да го додадат розовиот слуз, со оглед на тоа што истиот му припаѓа на јунешкото месо. Меѓутоа, во ангажманот на познатиот готвач Џејми Оливер, во некои ланци за брза храна престанале да го користат овој додаток во меленото месо. Се проценува дека околу 70% од меленото месо на американскиот пазар се обработува со оваа техника. Бидејќи таквото месо е поевтино од чистото, училишните кафетерии обилно го користат за детските оброци, но во иднина доколку посакаат ќе може да конзумираат и чисто мелено месо. Како што веќе најавивме, денес доделуваме гратис влезници за концертот на Желко Јоксимовиќ, кој ќе се одржи на 21 јуни во Скопје. Во продолжение се прашањата и правилата. На колку инструменти свири Желко Јоксимовиќ? Која година Желко Јоксимовиќ победи на Евровизија? Со кој е изведен неговиот последен дует? Правила. Вашите одговори испраќајте ги на нашата адреса tvcobra@yahoo.com. Најбрзите со своите одговори ќе добијат гратис влезници за концертот. Напомена, во една порака може да содржи само еден одговор за едно прашање. Најбрзиот одговор од секое прашање добива 2 гратис влезници. Ова беа прашањата и правилата, па ги очекуваме вашите брзи одговори. Срекните добитници ќе бидат објавени на нашата Facebook страна. Продолжуваме со емисијата. Паркинсонова болест и третман. Паркинсоновата болест е невродегеративно заболување кое ги напаѓа моторните функции и говорот. Болеста се јавува како резултат на дегенерација на допаминергичните неврони во базалните ганглии. Погледнете ја оваа неверојатна видеоанимација и дознаете повеќе за оваа невродегеративно заболување.
Уште многу одамна научниците се запознаени со фактот дека децата кои растат со куче или маче или живеат на фарма со животни имаат значително помали шанси да развијат астма или алергии. Меѓутоа досега не беа сигурни што е она што го штити човекот од алергии. Откриена причината зошто милениците штитат од алергии. Досега верувале дека децата ги штити така наречената хигиенска хипотеза, идеја дека модерниот живот е премногу чист и со тоа нашиот имунолошки систем не е изложен на доволен број бактерии, вируси и паразити за да се изгради правилен имунитет. Тим истражувачи од Универзитетот во Мичиген направија тестирање во кое изложуваат група на глувци на прашина од куќата на еден сопственик на куче, а другата група глувци останале неизложени. Глувците кои биле изложени на кучето покажале помали знаци на воспаление на воздушните патишта. Меѓутоа не ги штитела прашината, туку микробите во неа, кои всушност ги преобликувале околината на живите организми во грлата на глувците. Охрабрувачкиот момент од истражувањето е фактот што прашината поврзана со кучињата активирала имуна реакција против микробите поврзани со астмата кај децата. Секој ваш совет, домашен рецепт од најразлични билки, совети за природно лекување на повеќе видови на болести, можете да ги испраќате на нашата имейл адреса domašnatvorдинација@yahoo.com или на нашата Facebook страна. И истото ќе биде дел од содржините на емисијата Домашна ТВ ординација, која се емитува секој вторник и четврток во 11 часот и 15 минути. Во пораката оставете го вашето име, презиме и град. Предностите на вегетаријанската исхрана. Тим составен од неколку истражувачи се обиделе да ги откријат предностите на исхраната базирана на растенија и дошле до заклучок дека вегетаријанците имаат 32% помалку шанси да починат или да бидат хоспитализирани заради проблеми со срцето. Резултатите јасно покажуваат дека кај вегетаријанците ризикот од појава на срцеви проблеми е речиси за третина помал отколку кај останатите, изјави Тим Кеј, професор на Оксфорд кој учествуваше во истражувањето. Научниците истражувањето го базирале на 45.000 луѓе, од кои третина биле вегетаријанци. На сите им бил измерен притисокот и им била испитана крвта за да се увери нивото на холестерол. Студијата е започната уште во текот на 90-тите години, а луѓето учествувале во неа до 2009 година. До крајот, 1066 луѓе кои учествувале во истражувањето биле хоспитализирани заради срцеви проблеми. Откако ги зеле предвид сите фактори како што се социоекономската состојба, конзумацијата на алкохол и нивото на образование, истражувачите дошле до заклучок дека шансите за појава на срцеви болести кај вегетаријанците се за 32% помали. Кога имате напад на глад, изедете киви. Кивите имаат низок гликемиски индекс. Кивито е една од најдобрите опции заради многу фактори, особено затоа што станува збор за овоше со многу низок гликемиски индекс. Тоа значи дека предизвикува бавно согорување на јаглените хидрати и постепено ослободување на шеќерот во крвта, што значи дека маснотијата полесно согорува и што е исто така важно го намалува чувството на глад. Но наместо тоа, кивито е едно од најздравите овошја за нашето тело. Содржи 2 пати повеќе витамин С отколку еден портокал и единствено овошје што содржи актинидин, ензим што ни помага полесно да создадеме протеини и го подобрува системот за варење. Иако ова не ви е доволно, би требало да знаете дека содржи малку калории, помеѓу 57 и 61 на 100 грама, и бидејќи е богато со влакна, содржи многу антиоксиданси и помага за зајакнување на имунитетот.
Кивито е овошје кое е идеално за трудниците, затоа што е природен извор на фолна киселина, витамин B9, која помага во превенција на аномалиите кај фетусот и помага за правилен развој на клетките и ткивата. Ова беа содржините за денес. Гледајте ги премиерите во вторник и четврток во 11 часот и 15 минути. Пријатно! Gde si bila ti do sad, koja zemlja, koji grad? A gde si bila ti do sad, godinu dana? Sunce iza oblaka, ko milion koraka, od Skoplja do Beograda. Možda mi na rame sletiš, ako mi se lika setiš, stani malo. Ma nije važno gde i kada, ti ćeš moja, da se nadam, imam pravo. Pa biraj sad, Skoplje ili Beograd, pa biraj sad, Skoplje ili Beograd. A Kade beše do сега, во која земја, во кој град? Скопје или Београд? Година дена, веќе сонце не гледам, како воздаче гора. Од Скопје па до Београд, но не е важно кај да си, само сакам моја да си ти секогаш. Се што сакаш, само кажи, со мене да си преку денина. Каде си ти? Во Скопје или Београд?